Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Гостивар еден од трите градови во Македонија во кој се започнува проект за ублажување на последиците од пандемијата кај маргинализираните заедници. Наместо да се заштити и промовира, на тетовското јаболко му се заканува исчезнување. Самостојна изложба на фотографот Глигор Кондовски во сабота во музеот на Тетовскиот крај. Зголемување на бројот на ново диагностицирани со COVID-19 и процентот на позитивниот тестирани бележи извештајот на Институтот за јавно здравје за минатата недела. Последниот извештај на Институтот за јавно здравје за периодот од 5 до 11 октомври бележи зголемување на бројот на ново диагностицирани со COVID-19 и процентот на позитивниот тестирани. Најзастапена е возрастната група на лица на возраст од 30 до 39 години. Од 13.028 тестирања диагностицирани се 2243 ново заболени од 33 града во државата, што представува зголемување од 86,5% во однос на минатата недела. Најголем дел од регистрираните случаи се од Скопје, а највисока неделна инциденца е регистрирана во Гевгелија. Процентот на позитивни случаи од тестирани во овој период изнесува 17,2% или 5% повеќе во однос на претходната недела. Регистрирани се заболени лица од сите возрастни групи. Најзастапена е возрастната група на лица на возраст од 30 до 39 години. Голем број на заболени се регистрира и кај лицата во возрастните групи од 40 до 49, од 20 до 29 и над 60 години. Најмал број е регистриран кај децата од 0 до 9 години и од 10 до 19. Во споменатиот период од случаите кои се епидемиолошки истражени, регистрирани се 94 хоспитализирани, а кај 319 лица е регистрирано присуство на коморбидитети. Од вкупниот број на нови случаи, 513 имале контакт со потврден случај. Регистрирани се 22 лица со историја на патување во последните 14 дена. Пријавен е 31 смртен случај од 15 града, за еден повеќе од претходната недела. Во однос на возраста, 26 лица биле над 60 години, а 4 лица на возраст од 50 до 59 години. Само едно лице од возрастната група од 40 до 49 години. Коморбидитети се регистрирани кај 24 починати лица, информираат од Министерството за здравство. Над 50% од пациентите се дојдени, зборуваме за овие, посебно за овие кои се завршиле со летален исход, најмалку 7 дена после почетокот на болеста, што е многу долго време. Уште поголем број од нив до 10 дена. 10 дена сериозно развиена болест, сериозно развиени последици од болеста. Навистина, мал е просторот и времето кое го имате на располагање да лекувате и да успеете да ги надминете овие кризни моменти со веќе реализирана, комплетно развиена болест и незините последици. Од целата таа бројка на пациенти касно дојдени, 33 од нив, односно 14%, се дојдени во критична состојба. И поминале само неколку дена на клиниката, дури некои помалку од 24 сата. Подобиени 2 негативни теста за присуство на SARS-CoV-2 или со употреба на новиот алгоритам, како оздравени се водат 815 лица кои биле хоспитализирани или на домашно лекување, 29 повеќе во споредба со претходната недела. Поголемиот дел од новите случаи на коронавирус во Гостивар во последниот период се од семејни кластери. На инфективното оделение моментално се лекуваат 12 пациенти со COVID-19. Во знак на почит и благодарност, докторите и медицинските сестри од ова оделение денес од приватна фирма добија вредносни ваучери. Изминатите денови на гостиварското подрачје се регистрираат од 4 до 7 новозаразени со коронавирус. Според информациите од медицинските служби, поголемиот дел од новите случаи во последниот период се од територијата на општина Гостивар и се работи за семејни кластери, односно заразени членови на семејство кои живеат во еден дом.
Еве денеска ми се јавија дека имат 7 од една фамилија што се заразени, еден мислам е примен кај нас, другите се во добра општа состојба, значи има неколку кластери што преку нив фактички се тие по 6-7 души во одено што ни доаѓаат преку епидемиолошката служба. На оделение моментот имаме 12 значи хоспитализирани, од кои двајца се со респираторна поддршка, другите со средно тешка или полесна клиничка слика. Иначе другите пациенти што се пријавуваат, мислам што се позитивни, ние разговараме со нив секојдневно и се во добра општа состојба со наши сугестии што да примат и како да примат. Вработените на инфективното одделение во Гостиварската болница се на првата борбена линија во битката против коронавирусот. Денес, во знак на благодарност и почит, приватна компанија им подари ваучери од по 2000 денари. И маркетите на Елкос Гостивар, значи направија донација од 2000 денари, 30 ваучери за докторите и сестрите од инфективна. Тие беа на првиот ред што се бореа против вирусот, пандемијата. Ние како Елкос Груп одлучивме нешто многу малце да им направиме за нив и не е ни прв пат, а нема да биде ни последен пат. Благодарност за убавиот гест дојде од управата на болницата и од тимот на инфективно. Значи во договор го финализира нивната одлука, значи донира тука уште 30 ваучери во вредност од 2000 кои може да се снабдат со нивните продукти кои се држи магазинот во Гостивар во секое време, нема ограничување на асортиманот, така што верувам дека беше како еден знак внимание за да можат вработените да бидат да го осетат дека некој мисли за нив и дека нивниот труд се оценил позитивно. Благодарам на Елко СТЦ за вниманието, за дадените ваучери од по 2000 денари на сите вработени. Им пожелувам уште поуспешна работа во нивната предпријатие. Ние бевме, сме и ќе бидеме во првите борбени линии со короната и мислам дека ќе се справиме понатака уште подобро. Вкупната бројка на активно заразени со коронавирус во регионот на Гостивар моментално е околу 90. Подрачјето е во фаза на понизок ризик од ширење на вирусот. Во текот на изминатата недела при контролите на инспекторите од Државниот пазарен инспекторат на кафетерии и угостителски објекти во земјава биле изготвени 23 прекршочни и 19 кривични пријави за непочитување на ковид протоколите, информираше на денешната пресконференција председателката на инспекцијскиот совет Магдалена Филиповска-Грашковска. Во посочениот период, инспекторите од Државниот пазарен инспекторат извршија вкупно 2881 контрола и 290 вонредни инспекцијски надзори, поврзани со почитување на здравствените протоколи за отварање и работа на кафетерии и угостителски објекти, согласно Законот за трговија, Законот за заштита на потрошувачи, Законот за угостителска дејност, Законот за заштита од пушење, уредбата со законска сила за примена на Законот за трговија. При тоа поднесени се 23 прекршочни пријави од страна на пазарните инспектори и 19 кривични пријави за непочитување на ковид протоколите. Конкретно, од овие 19 кривични пријави, 9 се за правни лица од Скопје, 5 во Кичево, по 2 кривични пријави во Битола и Кавадарци и една кривична пријава во Охрид. Се извинувам. Дополнително се изречени и 5 решенија за други прекршоци. Инспекторите од пазарниот инспекторат вршеа интензивни контроли и последните 3 дена поради викендот без ДДВ, а во насока на контрола на тоа дали цените на производите воведени во трговските книги на трговците соодветствуваат со истакнатите цени на производите со цел да се спречат можни манипулации со цените на производите. Тука ќе напоменам дека за време на викендот без ДДВ пазарните инспектори имаа констатирано 15 прекршоци на Законот за трговија и за заштита на потрошувачите. Тие 19 кривични пријави во овој викенд се однесуваат на организирање на свадби и на непочитување на протоколите од последната одлука на Комисијата за заразни болести. Повеќе пати од оваа говорница кажав дека инспекторите се тие кои што на лице место треба да констатираат, да видат и да запишат, што значи ниту еден записник
Ниту една кривична пријава, ниту едно решение не е направено постфестум и врз основа на дојава. Дојавите ги користиме само за да ги упатиме инспекторите на правото место. Гостивар е еден од трите градови во Македонија во кој започнува проект за ублажување на последиците од пандемијата кај маргинализираните заедници. Преку него помош ќе добијат загрозени семејства и локални бизниси. Семејства од маргинализирани заедници и локални мали и средни бизниси ќе добијат помош преку проект кој започнува да се спроведува во Гостивар, Кичево и Дебар. Проектот е насловен Борба против ширењето и ублажување на најсериозните негативни последици од пандемијата кај маргинализираните заедници на Западен Балкан. Го координира организацијата КЕР од Косово, додека во Македонија го реализира невладината месечина од Гостивар. Предвидено е да бидат дистрибуирани 250 хигиенски пакети и по 45 прехранбени и медицински пакети. Бизнисите пак ќе се помогнат со ваучери. Ќе се обидеме да преку овој пакет на помош да им се помогне во набавување на репроматеријал кој што им е на нив потребен за да може да го издржат овој терет кој што им се нанесува со пандемијата. Еден пакет од оваа помош ќе изнесува 500 евра, а ќе бидат помогнати 15 бизнисмени во овие три града. За распределување на помошта ќе бидат ангажирани 50 на волонтери. Според планираното, сите активности треба да се заокружат за околу 3 месеци. Денес во општина Гостивар се одржа работен состанок со вклучените организации со цел координација за што поефикасно справување на сето она што е предвидено. Проектот е финансиран од Германското сојузно министерство за надворешни работи. Вкупната финансиска рамка изнесува 40.000 евра. Наместо да се заштити и промовира на тетовското јаболко му се заканува исчезнување. Сторија на Милена Вучевска. Богат род и врвен квалитет, но сето ова е залудно за тетовските јаболкопроизводители. Бербата на јаболки е во тек, но без добра откупна цена и пласман, познатиот тетовски бренд скапува. Интересот за одгледување јаболка постојано опаѓа. Насадите секоја година се повеќе се корнат. 70-80% сите ги извадија јаболката ради тоа, ради продажбата. И јас сум неколку пати оштетен. Од државата немаме помош никаков. За враќање на интересот за одгледување јаболка може да помогне државата со поголема поддршка. Од овој бизнис бара многу време, пари и посветување. Драголюб со ова се занимава повеќе од 3 децении, а половина од насадите веќе ги искорнал. Реагира што државата повеќе го фаворизира ресенското јаболко, кое според него е со далеку послаб квалитет од тетовското. Мислам дека за ресен ни е мајка, а за тетово мачеја. Тоа можем слободно да го кажем. Поддршка немаме, тука нема лютиш. И затоа луѓето довде, а мислам по квалитет е нашето јаболко многу подобро, посочно. Наместо да се заштити и промовира за да се најде и на трпезите ширум светот, со годините тетовското јаболко го има се помалку. На тетовското јаболко, познатиот и препознатив бренд, му се заканува целосно да исчезне, доколку и натаму продолжува негрижата на државата. Искусниот фотограф од Тетово Глигор Кондовски ќе се представи со уште една своја самостојна изложба наречена На сцена. Изложбата ќе биде отворена во сабота на 17 октомври во Музеот на Тетовскиот крај, со почеток во 14 часот. Изложбата е поддржана од Министерството за култура. Ова е моја трета изложба, втора во мојата земја, во Република Македонија. Инаку е самостојна изложба на фотографии и е насловена На сцена. Тоа е концептуална, значи ова е самостојна изложба на фотографии со концептуален вид на уметност. И фотографиите се поставени во вид на филм стрип, значи на филмски стрип, и ќе бидат поставени 3 фотографии во една фотографија. И генерално темата е од културните збиднувања во нашата земја, со акцент на Тетово и тетовските културни збиднувања што се случувале и акцентот на Тетовскиот джез фестивал. И тоа се сценски фотографии.
Изложбата ќе биде отворена во музеот на Тетовски крај, значи во затворениот музеј на Тетовски крај. И нормално ќе биде со протоколи поради целата ситуација. Значи ќе има мерење на температура на врата, доколку некој заборави маска ќе му биде дадена маска. Изложбата ќе трае 15 дена, од прилика до крај на октомври, до 31 октомври. Така да можат луѓето да дојдат да ја посетат некој ден од Сабајле, мислам, музеот ќе работи од 8 до 1, може да дојдат да посетат, да ги видат фотографиите. Во продолжение следуваат информациите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 83 лица, 54 во Тетово и 29 во Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 43 лица од Тетово и на 23 лица од Гостивар изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а контроли им били извршени на 418 лица во Тетово и 122 лица во Гостивар со овакви решенија и не е констатирано непочитување на истите. Вчера вечер околу 20 часот и 20 минути на улица Браќа Џиновски во Гостивар, полициски службеници на оделението за внатрешни работи Гостивар привеле 32 годишник од Гостивар, кој управувал патничко моторно возило со гостиварски регистарски ознаки, а кој им покажал возачка дозвола на друго лице и се обидел брзо да го напушти местото. По целосното расчистување на случајот, против него ќе следуваат соодветни поднесоци. Вчера од 10 до 13 часот на регионалниот пат Гостивар-Чегране во село Чајле, полициски службеници на оделението за безбедност на патниот сообраќај Гостивар спровеле засилени сообраќајни контроли на возила кои вршат јавен превоз без потребните лиценци. Во овие активности реализирани во координација со надворешната канцеларија за криминалистички работи Гостивар, откриени и законски санкционирани се 3 возила комбиња, против чии сопственици ќе бидат изготвени соодветни поднесоци. Вакви активности на 3 и 9 овој месец беа спроведени на регионалниот пат Гостивар Градец и на гостиварските улици Беличица Балиндолска, при што беа санкционирани вкупно 11 возила без лиценци, од кои половина патнички, а другата половина комбиња. Македонската фудбалска репрезентација за играчи до 21 година одигра само 1-1 на домашен терен против Израел во рамки на квалификациите за Европското првенство. Младите македонски фудбалери не успеа да забележат победа на домашен терен против Израел и одиграа само 1-1 во 8-то коло од квалификациите за Европското првенство. Гостинските фудбалери беа подобри на теренот, речиси во целиот надпревар. Нашата репрезентација на моменти ја преземаше иницијативата, но без поконкретна можност за гол. Доминацијата на Израел резултираше со гол на Шај Елијас во 21-та минута, кога после еден корнер ја искористи грешката на потесната одбрана на Македонија и ја смести топката во мрежата на Јанков. Токму голманот Ристо Јанков беше херој на македонската репрезентација на овој надпревар, бидејќи во 56-та минута го одбрани пеналот на Хаим Алмонг, а потоа имаше уште неколку прекрасни интервенции. Конечниот резултат беше поставен во 95-та минута, кога Јанијата насо со гол од слободен удар од 20 на метри го совлада голманот на Израел Асаф Цур. Па добро, тешка утакмица. Израел тежок противник, ништо не е готово. Ке даеме максимум сега таму да земе 3 бода. Дома со Црна Гора 3 бода. Тие се две утакмици што мора да ги добие. Треба да ги добие. Ги анализиравме, тврда екипа, знаевме што не очекува. Требаше да даде подобар резултат, подобра игра. Ке идеме сега на редниот натпревар. Ке се потрудиме да земе 3 бода, да дадеме максимум. Се спасивме во 90 минута, ја дадов гол, тоа е најмалце битно. Многу ни е жал на нас сите, посебно на селекторот, многу жал, пошто ни ги зададе задачите. Одреден период на утакмицата бевме добро, одреден период на утакмицата имавме некои стварно грешки што не треба да ги правиме. Извадивме поен, се надеваме идеме таму во Израел да извлечеме најмногу бодови што можеме и се надеваме дека ќе биде све оке. Добро, не би рекол дека се спасивме затоа што поготово втора полувреме бевме подобри од противник на овој надпревар. Мислам дека селекторот направи добра анализа на противникот. Може се каже дека прва полувреме малку не влеговме со чисти глави.
уште не сме свесни да кажам каков квалитет поседуваме. Како и да е, за тој пласман европско ќе зависеше уште од неколку резултати на другите екипи. Наше наследните 2 надпревари да земеме 6 бода, па друго ќе оставиме на Господ што ќе се случи. Со бодот против Израел, Македонија останува на втората позиција на табелата со 14 бодови, 8 помалку од првопласираната Шпанија и 2 повеќе од третиот Израел. До крајот на квалификациите, репрезентацијата до 21 година треба да одигра гостински надпревар против Израел и дома со Црна Гора. Дуели каде што ќе се бараат бодови за задржување на второто место на табелата. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!